Земјоделството е еден од клучните економски сектори во Словенија со учество од околу 4% од БДП. Главно се состои од мали фарми со 84% од стопанствата кои имаат земјиште под 10 хектари. 60% од територијата е под постојани пасишта и ливади, а 25% е обработливо земјиште каде што се најчесто се житарици, компир, шеќерна репка, градинарски култури, фуражни, овошје и винова лоза. Со оглед на планинскиот терен на земјата, шумите сочинуваат повеќе од 50%. Во минатото немало големи комбинати, туку задруги, кои што се задржале досега. Нивната неопходност е видлива и денес и одлично функционираат. Словенечките искуства во задругарството се драгоцени за нас, а со проектот Поддршка за развој на земјоделски задруги, финансиран од Европската Унија, а реализиран од CARE и МРФП, имавме можност одблизу да ги видиме резултатите. Организиран пласман, набавка на репроматеријали и силно лоби, кое што е почитувано и вреднувано во секоја институција каде што се одлучува за аграрната политика. Земјоделците, освен придобивки од задругите, добро се организирани и преку Земјоделската комора, која што постојано работи во нивен интерес. Во Словенија, освен Стопанска комора, која ги обединува сите области од економијата, постои и специјализирана Земјоделска комора, во која има над 100.000 физички лица и над 1.300 правни лица. Бројката на физички лица е голема, бидејќи со закон е утврдено секој земјоделец кој обработува над 3 хектари мора да биде член на комората. Собствениците на земјоделски површини и шуми плаќаат 4,8% од катастарски доход, а правните лица 0,2% од калкулираната амортизација и платите. Или во просек, чланарината која се нарекува допринос се движи 12,65 евра годишно. А земјоделците кои што се пензиско и здравствено осигурани плаќаат 3,34 евра годишно. Земјоделската комора функционира во 13 подрачни единици и 59 испостави. Сите членови на органите се бираат на непосредни избори секоја четврта година, каков што е и системот на избори за Словенечкиот парламент. Цветко Зупанчиш е председател на Земјоделската комора, значи во Словенија имаме две комори. Една стопанска и конкретно земјоделска комора, која што освен за производството на храна е задолжена и за шумарството. Членство во комори у Словенија. Оваа комора работи од 2000 година и незината улога е да ги застапува земјоделците пред државата и пред европските институции. Членството во комората е обврзувачко. Со закон е утврдено секој земјоделец што има повеќе од 2 хектара да биде член. Членарината е мала, во просек 12,6 евра. Бенефитот што го имаат земјоделците е тоа што во нашата комора сите заеднички ги договараме барањата за надминување на некој проблем. А потоа пред владата, министерствата, парламентот и други институции преговараме за многу важни прашања за земјоделците. Нашето реноме е високо и најчесто успеваме да се избориме за нашите барања. Освен земјоделците, наши членови се и членовите на задругите, каде што годишно обртот изнесува до 350 милиони евра. Нивната членарина е повисока зависно од катастарскиот доход, прометот и платите. И црквата е наш член. Во организацијската структура на комората има 8 заводи и советодавна служба. Таа е составена од 8 оделенија, од каде што 308 вработени даваат услуги на над 60.000 земјоделци. Сите услуги се бесплатни, само постои дел што го плаќаат за подготовка на бизнис план. Од заводите би ги издвоил Заводот за сертификација на шумите, Заводот за селекција во сточарството. Годишно се прават 730.000 млечни контроли, 7.300 надконтроли, 116.000 биолошки тестови, 400 бикови се одбираат за прогено тестирање. Потоа се прават предавања, обуки и преку нашето списание и интернет страницата. Земјоделците за се што е најново кај нас и во земјоделството во Европската Унија се информирани. Сега моментално проблемни се волците и мечките кои се во надлежност на Министерството за заштита на животна средина. Би сакале да соработуваме и нашите искуства да станат ваши, доколку се вклопуваат во аграрната политика на вашата земја. Многу интересно за нас беше што дознавме дека во состав на Земјоделската комора функционира Советодавната служба на Словенија. Во 8 земјоделски шумарски заводи има 308 вработени,
од кои 182 теренски советници. 72 се со специјална област, 46 советници за селски домаќинства кои имаат дополнителна дејност. Оваа служба има повеќе цели: зголемување на приходот на земјоделските стопанства, намалување на трошоците за да се добие подобар животен стандард и за оние што останале во руралните средини, кои што се повеќе наликуваат на градските. Или обратно, градските во Словенија наликуваат на селските средини. Освен едукација за фармерите, друг дел од службата работи на селекција, матично книговодство и следење на производствените резултати во сточарството. Сето ова е финансирано од државата. За словенците е многу важно да се зачуваат, но и да се развиваат селските средини, да се прилагоди производството на храна со природните услови, но и со пазарот. Важно е и стручното образование за земјоделците, за да можат добро да управуваат со своето стопанство. Убава можност да се искористи дел и од овие искуства. Видовме дека во Словенија клучна улога имаат советодавните служби, во она што значи и припрема на документите за апликација од многуте мерки за поддршка, но исто така и во стручната помош која што е потребна во тековното производство. Токму таа улога има и Агенцијата за поттикнување на развој на земјоделството и во нашата земја, Милка Коштевска, која што ни доаѓа од регионалното оделение на оваа агенција од Скопје. Навистина беше, мислам, плодна оваа посета студиска во Словенија, имавме многу што да научиме, но каква ќе биде улогата на агенцијата во она што значи идно спроведување на новиот закон кој што се подготвува за другите? Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството има многу важна улога во подигање на јавната свеска и земјоделските стопанства за удружување. Така да овде собравме доста богати искуства и ова научна студија многу е добро дојдена, значи, за Агенцијата за поттикнување и развој на земјоделството и оно е следен чекор што треба да го направи агенцијата и да по излегување на новиот закон за земјоделските задруги направи нов акционен план со кој што ќе делува во сите 30 работни единици преку советодавците, ќе може да ја подигне свеста кај земјоделските стопанства за удружување. Ќе биде, значи, ова средба тет-а-тет со земјоделските стопанства или преку трибини, ќе биде презентирана новиот закон, формите и можностите за удружување на земјоделските стопанства, ќе биде презентирана исто и програмата за рурален развој, делот на финансиската поддршка која што ја добиваат земјоделските задруги, оние што се веќе формирани, како и финансиска поддршка која што ќе добијат во делот на основање на земјоделски задруги. Исто и програмата тука секако за директни плаќања, затоа што ќе има соодветни мерки, дел од производството што ќе се продава преку самите задруги ќе биде субвенционирано и ќе се наоѓа во оваа програма. Меѓутоа сето тоа, значи, до донесување на законот, а по донесување веќе следниот чекор е акциониот план и пристап кон земјоделските стопанства. Значи 88-89 година со проектот на Светска банка агенцијата формираше здруженија кои што здруженија понатака прерасна и се пререгистрира во задруги, така да дел од нив, значи, остана како здруженија, дел преидоа, значи, во задруги. Една успешна имаме која што остана и ден денес е пререгистрирана, таа е првата кооператива, тоа е баш од регионалното оделение на Скопје, значи во работната единица Неготина, која што се уште функционира и обстојува како таква. Така да, затоа велам дека подигањето на јавната свеска и земјоделците за ваквото удружување ќе следи понатака со следните акциони планови кои што ќе ги предвидиме. Очекуваме дека младите многу повеќе ќе се вклучат. Секако да се надевам дека ќе биде, затоа што има доста бенефити од самата оваа програма. Словенечкото познавање на состојбите во европското законодавство, прилагодување на нивните регулативи, но и заштитата на националните интереси во однос на автентичноста, традицијата, одбележувањето и промоцијата, како и надминувањето на проблемите во земјоделството преку задругарството, почита кон земјоделецот, но и љубовта кон сопствената земја. Зелениот дијамант, како што ја нарекуваа Словенија, е само дел од школата која што ја осознавме, но треба и да ја примениме.
Со студиската посета, организирана од КЕР и МРФП, нашата делегација имаше можност директно да комуницира со надлежните органи и да ја увидат практичната реализација на Законот за задругарството, зашто продолжение ги има и во наредните емисии. Во меѓувреме, кај нас Министерството за економија преку ЕНЕР го објави ПВР нацрт извештајот и нацрт Законот за задругите. Со донесување на овој закон ќе престане да важи Законот за земјоделски задруги. Истовремено, Министерството за земјоделство, шумарство и велостопанство треба во наитен рок да го стори истото, но за измените и дополнувањето на Законот за земјоделство и рурален развој. Доколку овие два закона не одат паралелно, може да дојде до правен вакуум, односно со донесување на Законот за задругите и престанокот на важноста и примената на Законот за земјоделски задруги, земјоделските задруги кај нас, кои што се регистрирани по овој закон, може да останат како нетрансформирани правни субјекти. Проектот за поддршка за развој на земјоделските задруги ги ангажираше сите потребни технички експерти за преглед на тековната регулатива за правна рамка за земјоделските задруги, при што се утврдија неколку недостатоци, неефикасни мерки и контрадикторности помеѓу различните тековни закони кои влијаат на земјоделските задруги и нивните членови. Преку овој еден вид јавна расправа за новиот закон, но и со споредбата со словенечкиот закон, како и со поддршката за увид на досегашното сработено во новиот закон од страна на председателот на Задружна звезда од Словенија, господинот Петар Вриск, би требало да се изнајде вистинското решение за конечно задругарството правилно да профункционира и во нашата земја. Овој видео и аудио материјал е подготвен со помош на Европската унија. Содржината на овој материјал е единствена одговорност на КЕР и МРФП и на ниту еден начин не може да се смета дека е одраз на гледиштата на Европската унија.